Преспанското езеро е опкружено со бројни села и летувалишта кои нудат прекрасни плажи и природни убавини. Еве некои од најпознатите. Стење се наоѓа на источниот брег на езерото и е познато по својата уредена плажа со ситен песок, опремена со лежалки и чадори. Плажата е идеална за семејства и нуди различни удобности за посетителите. Претор. Ова село е познато по својата убава плажа и чистите води на езерото. Во близина се наоѓа и селото Курбиново, каде што можете да го посетите манастирот Св. Ѓорѓи, познат по своите фрески од 12 век. Сливница. Туристичката населба Сливница располага со една од најубавите плажи во регионот, долга околу 400 метри, со ситен песок и опремена со лежалки и хавајски чадори. Во близина се наоѓа и манастирот Св. Богородица од 17 век. Долмо Дупени. Село сместено во близина на границата со Грција, познато по својата плажа и традиционалната архитектура. Идеално место за оние кои сакаат да уживаат во природата и автентичната атмосфера на Преспа. Отешево, населба која некогаш била популарно летувалиште, но денес е помалку посетена. Сепак, природната убавина на околината и близината до езерото ја прават привлечна за оние кои бараат мир и тишина. Покрај овие, долж крај брежието на Преспанското езеро се наоѓаат и други села како Љубојно, Брајчино, Крани и Асамати, секое со своите уникатни карактеристики и убавини. Посетата на овие места нуди можност за уживање во недопрената природа, културното наследство и гостопримството на локалното население. Покрај сето ова, исушувањето на Преспанското езеро е сериозен еколошки проблем кој настанува како резултат на комбинирано дејство на природни и човечки фактори. Климатските промени, како што се зголемените температури и намалените врнежи, предизвикуваат забрзано испарување и недоволно полнење на езерото со вода. Дополнително човечките активности, како што се прекумерното искористување на водата за земјоделство, дивите бунари и дефорестацијата, значително го намалуваат природниот дотек на вода во езерот. Преспанското езеро, како карстно езеро, има подземно истекување кон Охридското езеро, а намалувањето на нивото на водата го интензивира овој процес, дополнително придонесувајќи за опаѓањето на езерот. Истовремено, загадувањето од отпад и земјоделски хемикалии го нарушува квалитетот на водата и ја влошува состојбата на екосистемот. Последиците од оваа состојба се катастрофални. Уникатниот биодиверзитет на Преспанското езеро е сериозно загрозен, а многу ендемични видови се на работ на исчезнување. Локалните заедници, кои се потпираат на езерото за риболов, земјоделство и туризам, се соочуваат со економски и социјални предизвици. Сувите брегови создаваат неплодни и запуштени зони, што негативно влијае врз локалната економија и природната убавина на регионот. Решението за оваа криза бара интегриран пристап. Неопходно е рационално управување со водните ресурси, намалување на загадувањето и обновување на шумските подрачја околу езерот. Локалните жители треба да се едуцираат за важноста на зачувувањето на ова природно богатство, а трите земји што го делат езерото, Македонија, Грција и Албанија, мораат да соработуваат за да најдат долгорочни решенија. Само преку здружен напор и одржливи политики може да се спречи понатамошното уништување на Преспанското езеро и да се зачува неговото значење за идните генерации.